Со премудрост, простом да го изслушаме светото Евангелие, мир на сите. И духови Твоему. Ке се чита од Свето Евангелие според Лука. Слава Теби, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Рече Господ во парабола. Еден човек беше богат и се облекуваше во порфир и свила. И секој ден се веселеше раскошно. Беше исто така еден сиромав по име Лазар кој лежеше струплив пред вратата негова. И сакаше да се нахрани со трошките што паѓа од трпезата на богатиот. И кучињата доаѓа и ги лижеа раните негови. Умре сиромавиот и ангелите го однесува во преградката Авраам. Умре и богатиот и го погребаа. И во пеколот, кога беше во маки, ги подигна очите своји и го виде Авраама оддалеку и Лазара во преградката негова. Па извика и рече: Оче Аврааме, смили се на мене и испрати го Лазара да го накваси врвот од својот прст во вода и да ми го разлади јазиков, оти многу страдам во овој пламен. Но Авраам рече: Синко, сети се дека ти си го добил своето добро уште додека беше жив, а Лазар злото. Сега пак тој се утешува, а ти страдаш. Освен тоа, меѓу нас и вас постои голема бездна, така што оние кои би сакале да дојдат при вас не можат, а исто така и оние отаму при нас. А тој пак рече: Тогаш те молам, оче, прати го во куќата на татко ми, зашто имам 5 мина браќа, да им посведочи за да не дојдат и тие во ова место на маките. Авраам му рече: Тие го имаат Мојсија и пророците, нив нека ги слушаат. А тој рече: Не уче Аврааме, туку ако некој од мртвите отиде при нив, тогаш ќе се покајат. Авраам му рече: Што Мојсија и пророците не ги слушаат, тогаш и да воскресне некој од мртвите, тие нема да поверуваат. Слава Теби, Господи, слава Тебе. Отец благослови. Господ. Зашто ни зборува Христос во параболата? Па во оваа парабола Христос зборува за вечната казна и за вечната награда, преку примерот на сиромавиот Лазар и на богатиот. Сега веќе за оние кои што не веруваат, постои дилемата секако дали има или нема вечен живот. Но да го оставиме на страна сведоштвото на Христа Господа, кој што вели дека има вечен живот и има награда за оние кои што трпеливо ќе си ги износат маките и дека има казна за оние кои што себично ќе го изживеат животот. Да оставиме на страна што и Христос воскресна. Да пробаме до ова прашање да допреме на еден друг начин. Имено преку чувството за правда. Секој од нас знае што е добро, а што е лошо. И кога прави, и кога му го прават. Од каде такво чувство, ако ние не носиме една одговорност заради нашите дела и за нашите зборови? Ако се овдека што ќе кажеме и направиме, нема одеки и рефлексија во вечноста. Од друга страна, зошто секој човек во себе си има еден нагон за постојана надградба, за усовршување. Постојано да гради нешто. Не можеме едноставно да кажеме градиме за да оставиме за другите. Па како прво не ги ни знаеме тие други, а од друга страна зарем сите ние сме толку грижливи за останатите, па сега се што правиме во овој живот по тој нагон, правиме за тие да имаат нешто утре повеќе. Па и нив ќе ги нема на крај краја. И тие после нив, и нив ќе ги нема. Или едноставно толку сме добри, па сакаме да направиме нешто за да остане за другите. Многу пати ќе се најдеме во животот во ситуација додека сме живи, за живите не правиме добро. А камоли пак да размислуваме да правиме добро за да остане за некоја генерација понатаму.
човекот функционира на овој начин, токму заради тоа што во својот програм си има инсталирано чувство за добро и за лошо, за правда и за неправда. А тоа е така затоа што и да прави овдека, мора да го сврзе тоа со вечноста. Инаку нема смисла доброто како добро. Лошото веќе секако нема оправдание да се врши. Тоа секој човек што прави зло не може да го оправда. Меѓутоа доброто ќе нема оправдание ако нема покритие во вечноста. Така да најприродно е за човекот да се надева на вечен живот, на вечна правда и награда и вечна казна. Каква е разликата помеѓу Лазар и богатиот човек? На прв поглед ќе сретнуваме еден богат човек кој што живеејќи во својот егоизам воопшто не се грижи за сиромасите. И ние ќе го осудиме заради тоа. Меѓутоа, од друга страна пак го имаме сиромавиот Лазар, кој што е за жалење поради неговата состојба. Кучиња раните му ги лижеле. Но од есхатолошката перспектива, вечно постоечка перспектива, разликата е суштинска. И тие се оделени еден од друг, како што рече Авраам, со една провалија. Таа провалија е квалитативна. Значи, веќе животот во вечноста комплетно им е различен. И оно што е многу важно, е тоа што Бог на Лазара му го знаеше името. Лазар беше познат за Бога. Затоа што обично човек кога е во маки, тој тогаш се присеќава на Бога и му се моли и тогаш Бог, помагајќи му, го памети како свое дете. Меѓутоа, богатиот човек се имаше за себе. Себично живееше и се за себе бараше. Не му ни текнуваше за Бога. И Бог нормално не го позна него. Не му го знаеше името. И сега според тоа ќе видиме кој е спасен, кој не се спасил. Кого Бог го познава, кого не го познава. Обично никој од нас не се поистоветува со негативецот. Но како вистински да определиме дали сме близу до Бога или сме го заборавиле? Па целиот наш живот се движи и во двете насоки. Понекогаш сме ние богатиот кој што толку живее за себе што воопшто не се присеќава на другиот, дали има потреба или пак нема. Неговата себичност продолжува дури и во вечниот живот и неговото себеугодување. Затоа што иако беше во пеколот, тој пак побара од Авраама Лазар да му го разлади јазикот, за да му биде пак добро нему. Че воопшто не беше свесен за пеколната состојба, која што ќе остане непроменета. Тој пак за себе гледаше како да си угоди. А од друга страна, понекогаш сме и Лазар сиромавиот, кој што кога страда најмногу се сеќава на Бога. Кога гледаме како другите страдаат и сострадуваме со нив, повторно стануваме познати за Бога. И сега за да дадеме односно да направиме една проверка на која страна сме во моментот во кој што се наоѓаме, треба да видиме само едноставно дали имаме вистинско сострадание кон страдањата на другите. Според тоа ќе знаеме дали сме богатиот или пак сме сиромавиот Лазар кој што страда. Во целата трагедија што ја доживува богатиот, чудно е што воопшто се присеќава на своите најблиски. Во последниот разговор на богатиот со Авраама, можеме да насетиме што се случува по смртта. Односно дека душата продолжува да постои со сите мисли, со сите чувства што ги имал кон ближните своји додека бил жив. Ништо не се менува, само телото се остава. И затоа е многу важно додека сме живи да си го смениме начинот на постоење, на размислување, на делување. Затоа што нема ништо да се смени. И човекот треба да работи тука додека има можност за искушенија, за покаяние, за поправање. Понатаму, после судот нема веќе прошка и покаяние. И отаму
Јас би сакал да опфатам една друга тема, темата е за помените на нашите упокоени. Никогаш не треба да ги заборавиме кога им се деновите нивни. Затоа што душата останува жива. И да оставиш умрен свој близок без спомен, без свештеник, да не го спомнеш на литургија, односно да оставиш свештеникот да го спомне на проскомидија, е како да оставиш свој ближен во некој затвор, во некоја зандана и да не го посетуваш. Толку осамен ќе се чувствува тој. Меѓутоа, кај нас има луѓе кои што велат, нели, кој се вратил од таму па да каже дека има нешто од таа страна. Но Христос, користејќи ја устата на Авраам, тоа му го одговори на богатиот. Тој му рече дури да се врати некој од таму, односно дури да воскресне некој од мртвите, тие нема да поверуваат. Затоа што алудираше на неговото воскресение. Оти Христос знаеше дека и он откако ќе воскресне, пак има некои што нема да веруваат. Значи залудно ќе биде, не може за секој од нас да доаѓа човек и постојано да воскреснува, за да ние се убедиме. А за оној кој што верува во Бога и верува во вечен живот и се надева на вечниот живот, доволно е што својата душа ја чувствува како една драгоценост, кое што нема да престане да постои ни овдека, а во вечни векови ќе остане познат за Бога според неговото име и според неговата личност и ќе очекува спасение. Амин.